Шетајќи низ палатата на доскорешниот сириски претседател Башар ал-Асад во Дамаск, репортерката на CNN Клариса Ворд дава увид во луксузниот живот на династијата Асад. Палатата ја зазедоа џихадистичките сили откако поранешниот претседател пребегна во Русија. На самиот влез во палатата било постелено иранско знаме за луѓето да мора да газат по него. Низ палатата спијат милитантите. Се гледало нивното оружје. Еден милитант од репортерката побарал да стави марама. Репортерката на CNN тврди дека тоа е првпат откако дошла таму некој да побара да ја покрие косата. Многу луѓе веќе ги украсиле своите домови во божиќен стил, а истото го направила и Кенеди Бенистон Смит, која ги насмеала корисниците на TikTok со сладко видео од нејзиниот син. Оваа мајка го снимила моментот кога нејзиниот син првпат ги видел запалените божикни светилки. Реакцијата на момчето речиси веднаш се променила и почнало да се насмевнува, а целата сцена израдувала многумина што го погледнале видеото. Човек кој стана познат откако прескокна говорница и нападна судика во судница во Лас Вегас е осуден на повеќе децениска затворска казна, а такво нешто никогаш нема да му падне на памет. Имено, Деобра Реден, вчера е осуден на казна од 26 до 65 години затвор во Невада за нападот врз Мери Кеј Холтус, судиката на окружниот суд во округот Кларк, објави кластиви од Лас Вегас. Летово како тренер во тимот на Хајдук од Сплит дојде Дженаро Гатузо, кој многу брзо успеа да ги купи навивачите на овој клуб, додека сега тоа го продолжи со многу хуман и убав гест, се избричи. На почетокот ова не изгледа како вест, сепак Дженаро Гатузо се избричи по 22 години, но со многу добра причина. Имено, тимот на Хајдук од Сплит направил добротворно бричење, каде собрале пари на хуманитарна аукција која го промовира машкото здравје.